Почитувани, денеска гостин во студиото на Медиумската информативна агенција е директорот на јавното сообраќајно предпријатие, господинот Драги Кушовски. Кушовски, добро дојдовте. Добро ве најдов. Добро ве најдов. Благодарам на поканата. Благодарам вам. Најпрво ви прашал, Мицковски деновиве обвинуваше практично за така наречениот хаос, го нарече во институциите, јавните предпријатија под надлежност на град Скопје, меѓу кое е јавното сообраќајно предпријатие со кое раководите. Ви прашал на што се должи оваа ситуација, зошто вие обвинувања и пошто факт е дека нема автобуси редовни, дека граѓаните се жалат и чекаат за автобус, каде вие го лоцирате проблемот? Значи, фактите се тие што ги кажавте. Во принцип, јас тоа не го сватив како обвинување, него повеќе го сватив како укажување и свесност дека проблемите треба да се почнат да се решаваат, мора да се тргне од некоја точка и затоа работите не потекнуваат од сега, проблемите не се од сега, тие се наследени проблеми кои што се однесени од пред година, ни од пред 2, ни од пред 3, се многу поодамна. Бидејќи не се вршило навремено обнова на возниот парк на самото предпријатие, се работело како што се работело, гледаме тоа работење до каде довело и наша цел во моментов е тие работи барем да ги стопираме, да не тонат надоле, него да почнеме малце по малце да се движи пред самото предпријатие во нагорна линија. Како практично се случило тоа? Како да стигнете до некакво самоодржување на предпријатието? Пошто знаеме дека има и долгови и се тоа нели го отплати владата, нели како мислите да стигнете до некаква самоодржливост практично? Во моментов за да стигнеме до самоодржливост, значи мораме не двосмислено дека мора да не излезат институциите во пресед во обнова на возниот парк и при тоа со домаќинско работење и одговорно да текомно можеме да ги сервисираме нашите обврски. Затоа многу е важно да сите ЈСП има обврски, јавното сообраќајно предпријатие има и обврски, но има побарувања и од институции, и од приватни компании. Значи тука треба и нашите обврски, нашите побарувања кои што се да бидат наплатени, да почнат да се плаќаат редовно, за да можеме ние самите да функционираме. Голем дел, значи, во сервисирањето на нашите обврски имаат приходите од самото предпријатие, кои што мора да ги зголемиме и работиме на тоа да бидат истите зголемени. Тука апелирам и до граѓаните на нивната свесност дека мора да бидат свесни дека мора да ги плаќаат своите билети во автобусите при возењето. И да ги валидираат, оние кои што имаат билети, дали се бесплатни или платени, да прават валидации, а оние кои што немаат да си купуваат билети. Долгогодишен вработен во ЈСП, излезе, имаше изјави во наш медиум еден, практично да не го минувам вашиот вработен, нели? Но вели дека картоните каде што се запишуваат одредени дефекти на возилата со кои управуваат, дека ги запишуваат дефектите и ги после тоа со истиот дефект со сменет картон и пуштаат да се обраќаат понатаму. Како го коментирате ова? Значи, бидејќи се работи за долгогодишен вработен, очекував, бидејќи мојот телефон и се е достапен на сите вработени, пред да даде било каква изјава, очекував да ми се обрати мене и да видиме дали е тоа така или не. Многу е лесно да даваме било какви паушални изјави и непотврдени. Со тоа не правиме добро нити на јавното сообраќајно предпријатие, нити на самите вработени. Ако било што имало, јас до сега неам добиено повик од тој вработен
да ми укаже дека има некакви пропусти во самото предпријатие. Ова е големо предпријатие и со многу вработени и ги повикувам сите вработени кои што имаат проблем да дојдат првен до мене, да ме побараат, да видиме како може тие проблеми да ги надминеме. Стварање на таква слика во јавноста не користи на никој. Не ни оди во прилог. Прашувам, бидејќи и претходно, нели, еден кога имавме немил настан со случај кај Мавровка, кога нели има и пресконференција меѓу каде што бевте и вие, нели, од Конфедерацијата на синдикални организации, меѓу кои беше и шоферот, односно возачот на автобусот и кој уште тогаш кажа за го посочи истиот проблем, практично дека се пуштаат автобуси да се обраќаат со дефект, тој посочувал на тоа, но сепак автобусот возел на линија дури до Матка изминатите неколку месеци. Не го испитавме, значи не беше на Матка, беше дека возилото се обраќало на водно, дека возело тоа возило, што беше нели кај сообраќајката кај Мавровка и јас тоа детално го проверив. Значи, дека недела денас возело претходно на водно, тоа не е точно, одговорно тврдам. Тоа возило има возено на водно 2 пати оваа година и тоа за време на после новата година, кога е малце поголема фреквенцијата како помошно возило на 1 или 2 јануари, чинам беше, и другото е на 2 мај. Значи, дека недела дена претходно тоа возило на водно, не, но пак ќе кажам, да оставиме истрагата. Таму е вклучено и обвинителство и Министерството за внатрешни работи, да видиме кои се причините што довеле до таа несреќа. Дали се тие што беа изнесени во јавноста или можеби ќе излезат други причини да беа. Се уште не е значи објавен официјално. Не, се уште не е, да. Така да. Се обраќаат ли неисправни автобуси во градскиот превоз? Во каква смисла неисправни? Технички неисправни, дали се обраќаат, дали со сигурност можете да кажете дека сите автобуси кои се обраќаат дека се технички исправни автобуси? Видете, сите тие автобуси поминуваат технички преглед на 6 месеци задолжително и редовно се проверуваат во базите наши. Има дневна нега каде што се проверуваат основните работи на автобусите. Но ние сите сме учесници во сообраќајот и знаеме дека со возен парк стар од 13 години и повеќе, дека тековно може да ни се случи било каков дефект, значи на такви возила кои што секојдневно се менуваат и возачи и се обраќаат по многу километри на дневна основа, така да затоа кажам автобуси кои што во моментот имаат круцијални дефекти како што се кочници и такви што се основни за вакво, според моите информации што ги добивам од службите во предпријатието, не се пуштаат во сообраќај, значи. За некоја гремнатенка или за некоја светлосна сигнализација што се настанала некоја помала штета во текот на возење, може да се случат такви работи. Знаеме дека летниот период е дестинација доста посетувана Матка и има туристи кои би сакале да ја посетат. Сообраќа ли автобус линија имаме ли до Матка? Да, има. Бидејќи имаше период излезе во јавност дека моите информации говорат дека има. Сега можам да го проверам тоа, но дали се почитува целосно возниот ред, тоа не можам да ви одговорам во моментот, пошто на дневна основа се менува во зависност од со колку располагаме автобуси на дневна основа, но како линија сообраќа на мај. Со колку автобуси практично располагате? Пошто знам дека поделена е на летна и зимска, нели? Во летниот период колку автобуси сообраќаат? Во момент, значи по возен ред треба да имаме околу 230 и 4-5 автобуси. Ние располагаме во моментов, ви кажам тоа на дневна основа се менува дали имало некој удес сообраќајка или било што, меѓу околу 190 автобуси. Така, значи повеќе од 50 40 ни недостигуваат за летниот возен ред. Така, сега доаѓа и зимски возен ред и кои се плановите за зимскиот возен ред, како да се пополни практично за да биде навремено да имаат граѓаните
јавен превоз. Се надевам дека институциите ќе најдат сили и снага да му помогнат на ЈСП и да ние со овој возен парк што располагаме не можеме да го покриеме постоечиот возен ред зимски што е. Не сме ни оддалеку близко да го покриеме тој зимски возен ред. Правиме некои оптимизации во рамките на предпријатието. Не знам дали ќе имаме доволно време да ги се почнат тие оптимизации на возни редови, но не знам дали ќе имаме доволно време да ги направиме до почетокот, до 1 септември. Бидејќи секоја оптимизација на возен ред мора да помине преку Советот на град Скопје. Така, дисплеите кои го покажуваат на постојките возниот ред? Тоа е возниот ред официјалниот што е поминат преку Совет на град Скопје и тој е стар возен ред неколку години, повеќе години, така да градот се менува, фреквенцијата се менува. Али дисплеите остануваат исти. Зошто не се променети барем дисплеите да го покажуваат како што е моменталниот возен ред? Не можеме, бидејќи не можеме согласно интерните акти, бидејќи возниот ред се утврдува преку Совет на град Скопје. ЈСП не може сам да направи промена на возниот ред. Може да даде предлог до секторот сообраќај до град Скопје и после до Советот за да тој возен ред се прифати. Ние тоа го правиме во моментот, јас сум 1 месец тука, но сакам тоа да биде квалитетно направено, да не биде само направено дека нешто сме сработиле, за да може да го дадеме до предлог до понатаму до каде што треба. Така. Имаат ли клима автобусите кои се обраќаат? Во поголемиот дел над 90% да. Така. Имаме неколку автобуси кои што чекаме климите да се поправат, но тоа е незначителен број. И тие обично ги пуштаме во раните утрински часови да се сообраќаат, за додека уште не се температурите високи, за да може да испочитуваме барем дел од возниот ред. Така. Би прашал ли во врска со како се осигурани возачите во ЈСП, бидејќи излегуваат во јавност, нели самите тие изборуваат за ги посочуваат проблемите на предпријатието. И како имавме инцидент деноиве, нели, возачот на 81, мислам дека сообраќаше, и тоа кај Мавровка возачот исто ги посочуваше проблемите. Како се осигурани возачите во ЈСП? Осигурани се со стандардното здравствено осигурување и дополнително од незгода, но тоа е на доброволна база со осигурителните компании. Така, некоја дополнителна поддршка како Не, ние им стоиме на сите возачи, имаат од страна на раководството на поддршка за се што им треба, ние стоиме на располагање. Така. Колку вработени има јавното предпријатие? Колку од тоа се возачи, колку имаме механичари, колку администрација и слично? Нешто помалку од 1300 вработени се во моментот. Од тие се околу 575 возачи. Сега тука механичари не можам да ги дефинирам како механичари, него во одржување механичари и одржување, пошто имаме две бази каде што се околу 200 вработени и администрација имаме околу 85 вработени, 86. Така практично во таа база има сега тука и хигиеничари, нели, и други персонали, али како администрација, административни работници се 85. Така. Колку пари се трошат на хигиена за чистење на автобуси? Имаме собствено одржување, собствени хигиеничарки, затоа не го разнам прашањето во која смисла колку пари. Се колку финанси се одвојуваат во смисла за хигиена, за одржување на автобусите внатрешно. За средства за хигиена или и за персонал. Имаме хигиеничари кои што се вработени во самото предпријатие, они одржуваат, имаат некој систем на одржување кој што се грижат и за автобусите и за возилото, да. И за автобусите и за автобазите и за се останало. Тие се во рамките на вработените во самото предпријатие, што се немаме надворешни фирми за хигиена и за така. Така.
Имате ли внатрешна контрола во предпријатието Да. и кој е одговорен за дали се врши таа контрола? Да, имаме внатрешна контрола, тоа е секој кој што врши контрола на повеќе инстанции во рамките на предпријатието, врши контрола на дали се почитува возниот ред, дали се возачите, дали почитуваат, значи, работното време, постројките дали се како што треба. Во случај на незгода, тие се први што треба да бидат информирани, да излезат на лице место, да видат кои се причините, што значи сите тие сегменти во се е под делот на внатрешна контрола. Така, внатрешна контрола практично и го контролира тоа тие картони што ги посочуваат возачите за дека се менувале и дека се наведуваат таму тие дефекти на возот. Па да, затоа ако има такво нешто треба да го пријават до внатрешна контрола самите возачи ако има, за да видиме дали е тоа така или. Така. Колку билети на годишно ниво се продаваат и колку од нив се, нели знаеме, имавме и бесплатни, колку на месечно, колку на годишно, некоја статистика имате ли? Вака, ако зависи, бидејќи имаме повеќе категории на билети, могу гледаме без да ги делиме по категории, околу 7 милиони билети се на годишно ниво. Значи со тоа што нели тие се обновуваат, дали се месечни или за 10 возења под различни категории, значи. Така. Ви благодарам што бевте гостин. Што ви благодарам и на вас.